Ја најавам следната тема или моите следни гости. Тука ни доаѓа претседателот на КВИС Асоциацијата на Македонија, Оливер Таневски, заедно со нас и Сашко Ратковиќ, кој што е колега од Телма телевизија, уредник на Црвена линија и организатор на многу квизови, при тоа и големо ниво на креативност во однос на формулирање прашања за квизови, како што ќе имаме и во следна прилика да видиме. Ви постакувам добре дојде. Сашко, ти си веќе тука во Телма се разбира, а Оливер по некој трети ми се чини пат како наш гости, еднаш на лице место, еднаш на лице место и втор пат си во нашата утринска програма. Гледачите веќе знаат, претседател на КВИС Асоциација на Македонија, на кратко може да повториме. Кога е оформена, каде членувате како организација и колку членови имате? Вака, оформена е нашава КВИС Асоциација некаде декември месец минатата година, конкретно минатата година. Членови сме за сега 14 на број. Инаку сме членови исто така на Светската КВИС Асоциација. По неја се водиме, по нејзини стандарди. По нејзини стандарди. Што вели тој стандард во однос на целите на асоциацијата за понатамошни членови? Па вака сега, значи ние како прво имаме пратено барање до Министерство за образование за да ни одобрат да организираме надпревари во основните и средните училишта. Сега сме во исчекување на тоа одобрување, па доколку дојде до тоа ќе биде еден голем бонус за нашата асоциација, нели работа со помали категории, меѓутоа за тоа понатака. Сега друг начин за придобивање членови секако е на пријавување на нашата Facebook страна, организирање нормално на надпревари, мастерси секој месец, промоција едноставно на ова што го правиме. Да. Споменавме мастерси, тоа конкретно поводот за денешното гостување е токму мастерот на 27 февруари, односно на крајот на овој месец, и би било добро да информираме каде ќе се одржува, што е исто важно да се каже, пријавување за оние кои што сакаат, како, на кој начин и до кога имаат можност да се пријават. И ајде да не те збунам, ќе ти поставам прашање. Пред да ми поставите вие мене. Квиз прашање. Сега на кое прашање прво да го? Каде ќе се одржува мастерот? Мастерсот ќе биде значи во недела на 27 февруари факултет за туризам и менаџмент. 12 часот е почетокот, се решава 2 часа. Пријавувањето? Пријавувањето е или преку нашата Facebook страна Македонска КВИС Асоциација или на имейл адресата. Не знам сега дали да ја кажам тука или Кажи ја слободно, ќе ја прикажат сега на екраните. mkd21 на Gmail. Добра. Не знам што друго. Друго е, јас сега ќе ти кажам, кој ќе ги подготвува прашањата? Прашањата ги подготвува човекот што седи до мене од лево. Аха. Кој ќе биде лошиот професор задолжен за тоа да нема припишувања? Па, тоа е истиот човек што ги прави прашањата, значи тоа е еден начин како квиз мастер и он се грижи за одговорноста, за регуларност. Да, значи нашиот Сашко Ратковиќ, члена на асоциацијата, така? Да, и тој е член на асоциацијата. Од неодамна. Добро, да видиме тогаш со лошиот професор во наводници што е тоа што во продолжение ќе го слушнеме, односно еве малку плюс за оние кои што ќе сакаат да се пријават на овој квиз, да знаат со колку си имаат работа, нели? Во однос на формулирани прашања или квиз прашања, тешки, лесни. Од кога, Сашко, со квизови назад во времето се занимаваш? Назад во времето, ако се вратиме, од многу мало, 9-10 години, кога се појави квизкотека и со првиот водител, ја го памтам, што значи многу сум стар, тој Иван Хетрик, по-младите генерации го знаат. Не го знаат. Не го знаат Иван Хетрик, дека тој е првиот. И многу други квизови кои биле и така ни се роди љубов, со брат ми многу дома игравме квизови, правевме квизови, така да кариерата ми почнала, ајде, нема телевизија во која не сум работел, да не се фала многу. Како што рече, многу квизови, без паника, супер домаќинка, кралство на игри, па толку личили бридж, колут напред и многу. Значи, прашањата ти се вака? Па да, имам голема база на податоци, со прашања, со и одговори секако, дека како стареам веќе не ги паметам одговорите, мора да се запишат. За да се потсетиме. Да, и вика која година оваа шампион Формула 1, а прашањето е
и 22 Да. тој бил некој друг шампион, ја мора да ги апгрейд да направиш. Така е. Споменав си уредник на Црвена линија, која што гледачите ја следат секојдневно на Телма телевизија. Како оди тоа секојдневие, тоа темпо во однос на таја? Нема некоја допирна со квиз, нема некој допирни Црвена линија, тоа е една друга емисија, но е многу интересна, секојдневна, сака големи ангажмани. И екипата е одлична, со Тони Ристов, со водителите Тина и Тео, кои јас ги викам Теа и Тино, успеам стално да ги изгрешам, ама не ми се лутат. Имаме добри теми, актуелни теми, одлично оди. Да. Ќе видиме што ќе биде тема денес во Црвена линија и што Имаме во Црвена линија денеска е за матичните лекари и баш тоа разговарав со Кате сега да видиме што одговори подпредседателот на Сдруженијето на матични лекари и имаме и екстра тема. Уствари од вчера воведовме тема плюс, тоа е нешто за пензионерите и состанокот околу зголемување на пензиите. Ќе гледаат тоа гледачите денеска во Црвена линија, кај нас во следните неколку минути ќе гледаат малку квиз. Пред да почнеме со квизот, јас ќе бидам првата на која што ќе се постават неколку квиз прашања. Подгответе се само за кратко, оние кои што не следат и кои што знаат дека подароците денеска ги доделуваме на тој начин. Книгата на неделата и билети за во Кино Милениум и за во Синаплекс. Оние кои што ќе сакаат да добијат, имаме можности, време се надевам да вклучиме двајца гледачи, тоа мора да биде многу брзо. Ќе им поставиме по едно квиз прашање во интерес на времето, ако го одговорите, ги добивате подароците, а претходно ќе бидам јас таа која што на неколку прашања ќе одговори. Пред да ми ги поставиш Сашко прашањата, само во однос на ова да не изоставиме нешто. Рековте 200 прашања, 100 па пауза па 100. Ќе може ли некој да ги одговори сите? Зборувам за ова мастер. Може да ги одговори сите, меѓутоа дали ќе бидат точни? Ќе видиме, така, добра. Па ја мислам дека ја да ги земам да ги одговорам нема да бидат, бидејќи бараат да бидат тешки. И од прилика до сега, јас колку што разбрав на мастерството, 130 е најголемиот. Кај нас да, 123 е највисоката бројка, 121 од македонските представници, 123 од Србија. Што беа гости на првиот мастерс. Ја да почнам со прашање, нема време. Може. Со колку држави се станив ночерик пошто морам да читам. Со колку држави се граничи нашата држава? 3, 4 или 5? Албанија, Греција, Србија, 4 одам на 5. Добро. И Косово, така? Да. Од кој град се пеачите на народна музика, браќата Секоло и Ефто? Ефто од Охрид, значи Охрид. И брат му од Охрид, добро. Колку поени имам за прашања? До сега по еден собираш. По еден, добро. Од која држава оригинално потекнува сомбрерото? Мексико. Одлично. Кој месец во годината има 28 дена? Сегашниот, февруари. Не, сите. има. Тоа е малце трик прашање. Трик прашање. Да. Потеклото на кафето доаѓа од Бразил или Етиопија? Сега Бразил, Етиопија, Оливер, Бразил. помогни. Кафе до Бразил, може и Етиопија да е. Етиопија. Добра. Добро. Сега чекам прашање за Оливер. Може, Оливер? Може, ајде. Кога некој не работи, а ужива големи погодности, тогаш за него велиме дека секирата му паднала во мед. Добро. Ево беше лесно. Како се презива инженерот кој што ја проектирал Айфеловата кула, а се вика Густав? Густав Айфел, да. Не, треба да одговорите Айфел. Пошто Густав го каже. Како се вика на буквата Ш заштитното средство за глава во градежништвото? Многу лесни прашања. А мова си за нас овде и за Шлем. Ама не ти текнуваше лесно прашање. Не, Ќе ни остане прашање за гледачи да си ги потрошиме прашања. Еве малце потешко. Родното место на Блаже Коневски е Небрегово. Добро, тебе не те прашам. Кој број е напишан со римските броеви С, ХС, што би рекле, или CXC? Ц, X, Ц. 160. Не бе, 190. 190. Така. Да. Па добро, не може вака си ги представи. Како се вика на буквата К човекот кој во автобус вика карти на преглед? Контролор. Кондуктер. Кондуктор. Имаме двајца гледачи на линија, може да ги вклучиме? Може. Контролор се вика, не е кондуктор, се шегува. Контролор, ета, добро, и тука поен за мене. Добар ден веќе, добро утро, добар ден за кога? Добар ден за Сузана од Скопје. Сузана, дали сте подготвени да одговорите на квиз прашање? Спремна. Што недостасува за да добиете шопска салата во Охрид?
Ренде. Браво. Браво. Точно. По едно прашање рековме, Сузана си добивате, бидете вие, сакате книгата на неделата од Гијан Мисо, непознатата од цена, или сакате билети за Милениум или Синаплекс? Книгата од Гијан Мисо. Добро, книгата ја добивате вие и се разбира ќе може да се подигнете од Топер. Не е едно прашање, така се договоривме. Следниот гледач, добро утро, поздрав за Сузана. Сузана ја добива книгата, да видиме билети за Кино Милениум или за Синаплекс, кој ќе ни одговори на точното прашање. Добро утро. Добро утро, кој ни се ова? Ана на телефон. Ана, како стоите вие со квизови? Ги следам редовно, да речем и се обидувам, имам некој си просек, да видиме скромни. Уживам. Добро. Дали ќе се пријавите на мастерсот? Да се пријави, да. Па би препорачала и зет ми да се пријави и он е добар квизаджија. Кој сака сите слободно. Еве, сега гледате дека на Facebook Македонска квиз асоциација можете да се пријавите, а ќе го покажат имејлот. На кирилица е ова, само да не ги збуниме. Не, може на латиница, јас така го најдов, на латиница. Македонија може на латиница? Да, ќе посетам. Ана, слушаш? Кирилица ни е напишано. Да. Ајде прашање. Може. Која е предпоследната буква во нашата азбука? Дж. Браво! Браво, точен одговор и како од прва. Се не имаме желба повеќе прашања да поставуваме, но немаме време. Ана, билети за во Синаплекс или Милениум? Може за во Синеплекс. Дали го погледнавте репертоарот? Не. Да, оставете го контакт бројот, погледнете го репертоарот, ќе се слушнеме и ќе закажеме термин за вас во текот на денешниот ден. И имаме и билети за Кино Милениум, ама не знам дали имаме време да вклучиме уште еден гледач, мислам дека веќе немаме, така немаме. И многу е интересно и возбудливо да се одговора на квиз прашања, особено. Извини, само да кажеме, нема да бидат волку лесни прашањата на Да, не мислиме дека така лесно ќе поминеме. Овие прашања се направени специјално за денеска. Така, еве уште едно прашање. За мене? За тебе и да завршиме. Ајде, така? може. Да. Толку. Која е лева притока на Вардар? Брегалница или Треска? Брегалница. Сигурна? Па не сум сигурна. Така е. Точно? Точно. Ете, значи добро се Или- покажав. Јас можеби треба Супер. да се пријавам за мастерот, ќе видам, ќе размислам зависно од тоа, секогаш ме интересирало во квизовите. Јасно е дека треба знаење пред се, но колку има улога среќата? Не, па во ваков тип на квиз нема улога никаква среќата, пошто е прашање и одговор. Значи нема избор. Значи исклучиво знаење и Со концентрација. допишување, да. Благодарам Оливер и Сашко Благодарам и што на вас. бевте во Фала. Утниската. Петочно објаснивме се што треба да знаат за мастерот, пријавувајте се, тренирајте, вежбајте прашања и одговори, учете и да видиме што ќе се случува. Се гледаме во следна прилика. Поздрав. Поздрав.